Не ми треба туристичка агенција, сам ќе си резервирам соба, гласи слоганот кој се појави на билбордите ширум државата на новата владина кампања со која се обидува да ги поддржи малите бизниси. Проблемот е што со вака несреќно избраниот слоган, тие директно удираат врз домашните туристички агенции кои трпат огромни загуби и штети поради пандемијата. Со промршената кампања, наместо да им помогнат, тие ќе ги дотепаат, реагираат туристичките работници. Дел од нив преку социјалните мрежи реагираа зашто со ваквиот шекор на власта наместо помош добиваат контрауслуга. Агенциите пети месец се без никакви приходи, а вие ќе ни правите кампањи на затворени граници. Државата наместо директно на малиот бизнис да помогне, ќе спроведува пирачки кампањи и ќе удира на совеста на граѓаните. Не сакам ни да знам колку пари се потрошени за ова ѓубре. Лопов до лопов, сите од прв до последен. Од туристичкиот сектор оваа промоција од страна на власта ја окарактеризираа како антикампања. Тоа што прво паѓа во очи е негативната конотација, а тоа треба да е спротивно, велат тие. Туристичките работници со кои разговараше Алфа, вела дека начинот на презентација бил лош и тоа негативно се одразувало во јавноста. Го видовме ние билбордот и фразата во наводници на самиот билборд е несправедлива без професионални лица. Па не, искрено, повеќе се побунија сите колеги затоа што беа изненадени зашто се пишува против агенции. Ова е време кога треба да им се помогне на луѓето, зашто туризмот буквално е на колена со 0 денари профит. Од секторот бараа државна финансиска поддршка. Туристичките агенции немаат воопшто 0, имаат промет. Хотелите исто така имаат 0 промет. Превозниците имаат паркирани возила. Дефинитивно најзагрозен свет. Во наредната недела да искочиме со одредени барања, црвени линии кои што ќе треба да ги доставиме до надлежните. И додека домашните агенции прават напор преку аранжмани да ја спасат сезоната со носење туристи во домашните капацитети, владата преку кампања ги убедува граѓаните сами да си прават резервации. На социјалните мрежи има еден куп коментари кои се исмеваат на оваа како што ја нарекуваат антикампања. Алармираат и дека поради пандемијата, наместо поевтинување имало поскапување на цените. Инаку ова не е прв пат власта да промаршува кампања. Предходно владата со германска фотографија промовираше македонски туризам, па откако авторот иронично ни се изнасмеа, владата експресно ги смени фотографиите.